Среда, 13 декември, кратки вести во 12 часот. Од почетокот на годинава, заклучно со ноември, во општинската каса легнале речиси 19,5 милиони денари по основ на туристичка такса, информираа за Супер радио од локалната самоуправа. Во септември е остварен најголем приход од речиси 4,4 милиони денари. Охрид како најголем туристички центар во Република Македонија забележа една од поуспешните сезони во текот на последните години. Очекувањата се годинава да биде заокружена со над половина милион евра приход од туристичка такса, колку што беше собран минатата година. Инаку од почетокот на годинава, заклучно со септември, во Охрид престојувале вкупно 287.346 туристи, од кои повеќе од половината биле странски. Најмногу гости имало во јули и август. Во ноември годинава аеродромскиот оператор на двата македонски аеродрома, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, обслужи 244.719 патници и 2006 летови. Од ТАВ Македонија велат дека бројот на обслужени патници во ноември ги надмина бројките од 2022 година за 54%, додека бројот на летови е за 45% поголем од лани. Како вештачката интелигенција го гледа преубавиот Охрид како дел од анимиран филм на Дизни? Одговорот на ова прашање го дава илустрацијата објавена на Facebook страницата Норт Macедонија. Покрај за Охрид објавени се илустрациите на Струга, Скопје, Битола, Прилеп, Велес и други градови. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.